Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Измина првата недела од изборната кампања и граѓаните имат многу убава можност да ја видат разликата помеѓу концептот и програмата на СДСМ и коалицијата Можеме и она што не може да се нарече концепт, туку обична празна пропаганда на ВМРО ДПМН. Граѓаните од една страна имаат понуда од нас. За само 2,5 години, да потенцирам, за само 2,5 години направен е огромен прогрес, пресврт, развој. Минималната плата од мизерни 9.000 денари денес е покачена на 14.500 денари. Prosečната плата од 22.300 денари е покачена на 27.500 денари, а во многу општини и многу повисоко. Социјалната помош на 4 члено семејство од 3.000 е качена на 11.500 денари. Имавме 10 милиони евра поврат на ДДВ за една година преку апликацијата Мој ДДВ. Ја укинавме радиодифузната такса. Воведовме ефтина електрична енергија. Воведовме зелена нафта за земјоделци. 300% е зголемена социјалната помош. И можам да зборувам многу долго. Горд сум на овие и на сите успеси на оваа влада, но и свесен дека не се ни приближно до тоа што треба да се оствари и направи во следниот период. Од друга страна, има само манипулирање со некакви национални чувства и популизам, ултрапопулизам и упорно избегнување да се одговори на едно клучно прашање. Што вие ќе направите ако дојдете на власт и дали ќе го укинете договорот од Преспа? Дали ќе не избркате од НАТО и дали наместо во Европска Унија ќе се враќаме назад? Затоа партијата им ја викаат фейк ньюс ВМРО. Сите тие реторики на замајување на јавност се во една единствена насока. Да не зборуваме за суштинските работи, за подоброто економско менаџирање, за инфраструктурните проекти, за успесите и за развојот. Пари во државата има логика има. Работата е како тие пари се трошат. На жални врби, на барок, на стеропорни фасади, на споменици, како што досега се плаќа во изминатиот период по десетици и стотици пати поголеми износи и цени над нормалните, или парите ќе се трошат на граѓаните и парите ќе се трошат за добро на граѓаните. Има голема разлика, почитувани пријатели и граѓани, помеѓу овие два концепти. Бараме чист мандат за да направиме многу повеќе и многу подобро. Далеку од тоа дека се сме постигнале и дека се е завршено. Има уште многу работа за намалување на невработеноста за да дојде до едноцифрена бројка, за посилна поддршка на стопанството со отворени европски фондови, за носење на инвестиции заради сигурноста која што денес ја имаме, а сме членка на НАТО, за понатамошно јакнење на здравствениот систем, за целиот тамошен персонал да може да живее и помирно и да работи подобро. Гледаме дека се соочени со големи маки и проблеми за да постигнат се што треба да се постигне. На тие луѓе кои што се на првата борбена линија им е потребна помош и поддршка, а не лажни вести. За само 2,5 години поставивме силна основа за голем раст. Сега е време во чист мандат да се фокусираме на економијата, на правосудството, на прочистувањето во јавното обвинителство и во судството, на реформите во сите сегменти на општеството. Никој повеќе не зборува за НАТО и никој повеќе не ветува Европска Унија. Од младите генерации сме, знаеме дека во секоја кампања само тоа се зборуваше. Денеска сме генерација на политичари и кандидати кои што тоа го остварија и овие стратешки цели ги реализира. Токму затоа денес никој тоа не може да го ветува. Таму сме, го стваривме 30 годишниот сон да станеме земја членка на најсилното и на најмоćното светско друштво. Да ни се отворат врати кои од секогаш
за нас биле затворени. И тоа го направивме. При тоа не се случи ништо од тоа што лажеа дека ќе се случи. Ние сме македонци, зборуваме македонски јазик, го потврдивме македонскиот идентитет, живееме во прогресивна држава која што силно чекори напред. Нема кантонизации, нема федерализации и не сме со свиткан рбет како што тоа го прават во нивните реклами. Рбетот ни беше свиткан во едно друго време. Време на нарачани инспекции, на правење списоци, поделби, уцени, на безобразно крадење на бизниси, на окупирање на фирми, на граѓански организации, време на угнетување на работникот и имање на мизерни плати и примања на граѓаните. Време кое за жал не е толку далечно, беше пред само 2,5 години. Во ДПМН е екипата на Груевски во целосно непроменет состав. Размислете 2 пати кому ќе му ја дадете вашата поддршка, почитувани пријатели, за да ја гради нашата заедничка иднина. Нека ви дадат јасна понуда, јасна и прецизна програма. Нека ви понудат економски реформи, нека понудат правосудни реформи, со кредибилитет да видиме дали се кадрни да ги спроведат. Нека кажат што ќе прават со договорот од Преспа и нека кажат што ќе правиме со НАТО. Нема да ви дадат ништо од тоа, почитувани пријатели. Ниту пак имаат намера да променат нешто во договорот со Преспа. Имаме чист популизам во тој нивен концепт. Нудат само празна пропаганда која си поигрува со нашите и ваши чувства. Немаат никаков план, никаква понуда и никаков потенцијал. Ги нудат истите кадри на бегалецот Никола Груевски од Будимпешта. Ниту се реформирани, ниту нудат нешто ново. Една недела кампања беше доволна да се види огромната разлика помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. 2,5 години беа доволни да се види дека пари во државата има, а разликата е во тоа како се планираат, менаџираат и како се трошат. Дали одат назад кај граѓаните или одат во джебот на бегалецот од Будимпешта во Белизе и на други рајски острови. Многу скоро беше, почитувани пријатели, време кога бевме убедени и уверени во тоа што ни се случуваше. Една недела беше доволна за да се види кој нуди одговорни, реални, остварливи, домаќински политики, а кој сака да не врати во време на страф, на поделби, на тензии, на омраз. Граѓаните на 15 јули имат многу лесен и едноставен избор. Ке изберат коалицијата Можеме, затоа што можеме уште повеќе и можеме уште подобро. Благодарам. Të nderuar përfaqësues të mediumeve, të nderuar qytetarë. Koalicioni Mundemi është duke zhvilluar një fushat pozitive, me porosi të qarta. Për dallim nga partitë e tjera politike, të cilat nuk kanë ofertë të qartë politike, shërbehen me folklor dhe populizëm, madje edhe duke rrezikuar shëndetin e qytetarëve, duke mos respektuar rekomandimet e institucioneve për ruajtjen e distancës dhe mbajtjen e maskave. Ne jemi duke ofruar një program gjithëpërfshirës i bazuar në nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Ne jemi duke realizuar shumë takime brenda një dite, duke u takuar me qytetarët drejt për drejt, duke ndëgjuar zërin e tyre dhe normalisht duke u kujdesur për të mos rrezikuar shëndetin e tyre. Respektimi i rekomandimeve shëndetësore për ruajtjen e distancës dhe mbajtjen e maskave është shumë e rëndësishëm. Se çdo agjendë politike, shëndeti i qytetarëve është më i rëndësishëm se çdo turbim masovik pa maska dhe pa distancë fizike. Për fat të keq, në aspektin politik, nga subjektet politike VMRO dhe PDI, kemi një retorik që na kthen memorien e viteve të regjimit të tyre. Çdo herë që ata dobësohen, rikthejnë folklorin politik dhe gjuhën e përçarjes, urrejtjes dhe nxitjes të tensioneve. Qytetarët e kanë lexuar mirë këtë lloj manipulimi. Nga ish regjimi dhe nga çdo takim që kemi, po motivohemi edhe më shumë dhe bindemi se koalicioni Mundemi është opsioni më i sigurt dhe më i dobishëm për shtetin dhe shoqërinë.
Ata që sot shesin patriotizëm, duhet i rikujtojmë për mentoret, fasadat e stiroporit, përgjimet, rastet e montuara politike, rastet e pasbarura korruptive dhe kriminale, dhe ajo që është më e rëndësishme. Duhet të rikujtojmë se sa të rinj dhe të reja lëshuan vendin nga shkaku i një regjimi VMRO BDI, i cili avrau shpresën dhe i la pa perspektivë dhe i la të mendojnë që ardhmen e tyre ta shohin vetëm jashtë vendit. Po, ne jemi edhe patriot, edhe kombëtar. Pasi që duam të mbajmë të rinj në vendlinje. Pasi duam të sigurojmë jetë më të mirë për të gjithë. Duam që të rritim pagat, të zhvillojmë ekonominë, të stimulojmë të rinj përmes granteve të ndryshme që të hapin bizneset e tyre dhe të vetë punësohen. Ne jemi të angazhuar që të ndërtojmë objekte moderne, arsimore dhe shëndetësore, të ndërtojmë qerdhe, shtëpi kulture dhe fusha sporti, duke mos bërë diskriminime në baza etnike apo regionale, por parimi mbi të cilin është ndërtuar partneriteti mes Lëvizjes Besa dhe LSDM-s në koalicionin Mundemi, do të jetë ekskluzivisht punë, investim dhe angazhim në bazë të nevojave të qytetarëve dhe jo në bazë të preferencave etnike apo partijake. Për në fund, i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të mos bien pre e propagandës partijake që po mundohen ta instalon ish regjimi VMRO BDI. Pasi që çdo gjë që ata thonë, qoftë edhe që kanë shkruar bukur në letër, të jeni të bindur se qëllimin kryesor e kanë rikthimin e regjimit, shkeljen e ligjit dhe pasigurinë. Mos bini pre manipulimeve dhe gënjeshtrave të atyre, që për 10 vite qeverisje bashkë katruan gjithçka në shoqërinë tonë. Prandaj të nderuar qytetarë, vota për koalicionin Mundemi është votë për të hapur një faqe të re të historisë të vendit, pasi që ne jemi të bindur se bashkë për krahjen tuaj, mundemi edhe më shumë, edhe më mirë. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Коалицијата Можеме спроведува позитивна кампања со јасни пораки. За разлика од другите политички партии кои немаат јасна визија и политичка понуда, се служат со фолклорна риторика и популизам, па дури го загрозуваат здравето на граѓаните со тоа што не ги почитуваат препораките од здравствените институции за одржување на дистанца и носење на маски. А за разлика од нив, ние нудиме инклузивна програма, заснована врз конкретни потреби и барања на граѓани. Ние дневно одржуваме многу средби. Директно се среќаваме со граѓаните. Го слушаме нивниот глас и нормално се грижиме да не го загрозиме нивното здравје. Придружувањето кон здравствените препораки за одржување на дистанца и носење маски е многу поважно од било која политичка агенда. Здравјето на граѓаните е поважно од било какво масовно собирање без маски и социјална дистанца. За жал, политичките партии ВМРО, ДПМН и ДУИ имаат риторика која ни ја враќа меморијата од владењето на нивниот режим. Секогаш кога ќе осврнат, тие го обновуваат политичкиот фолклор, популизм и јазикот на поделба, образа и потикнување на тензи. Граѓаните добро го препознаваат ваквиот вид на манипулација, наметнат од страната на поранешниот режим. И од секоја средба со нив, ние сме мотивирани уште повеќе и сме убедени дека коалицијата Можеме подобра, побезбедна и покорисна опција за државата и општеството. Оние што денес продаваат патриотизам, мора да ги подсетиме на спомениците, стиропорните фасади, прислушкувањата, политичките монтирани случаи, неразчистените случаи на корупција и криминал. И што е најважно, мора да запомниме колку млади ја напуштија државата токму затоа што режимот ВМРО ДУИ им ја уби надежта и ги остави без никаква перспектива и ги натера да ја напушта државата. Да, ние сме патриоти, бидејќи сакаме да ги задржиме младите во државата, бидејќи сакаме да обезбедиме подобар живот за сите, да ги зголемиме платите, да ја развиваме економијата, да ги стимулираме младите преку грантови за отварање на бизнеси. Ние сме посветени да градиме современи образовни и здравствени установи, да градиме градинки и домови на култура, спортски терени. При тоа да не правиме дискриминација по етничка или регионална база. Туку принципот врз кој ќе се гради ова партнерство меѓу Движењето Беса и СДСМ во коалицијата Можеме, тоа ќе биде исклучително работа
во инвестиции, ангажирање засновано врз потребите на граѓаните, а не врз основа на етничка или партиска преференција. За на крај, ги повикуваме граѓаните за да не дозволат да бидат излажани од партиската пропаганда што режимот ВМРО, ДПМН и ДУИ се обидува да инсталира. Бидејќи се што велат, дури ако убаво го имат напишано во хартија, да бидете сигурни дека нивната главна цел е да го вратат режимот. Беззаконието и несигурноста. Не дозволувајте да манипулират и лажат тие што цели 10 години управува заедно и уништија се што беше наше општество, во нашето општество. Затоа, почитувани граѓани, гласот за коалицијата Можеме е глас за отварање на нова страница во историјата на државата. Бидејќи сме убедени дека заедно со вас можеме уште подобро и уште